За 700 деца не е лесно. Сега имаме повеќе луѓе, имаме председател Пита Дончевски, имаме Звонко Миленковски, Филип Стоџановски. Луѓе повеќе што работа, што помоќва, полесно е. Затоа има екипи Advent што се вика, тие се за подобрите. Имаме B за меѓу подобрите, меѓу тие што се за кеп. Сега некој имаме и си, имаме за секој. Дали знаеш да играш, дали не знаеш да играш, секој примаме. Сакаме до тоа да стигнеме, да има наши дачина да почне од 6 години да игра за првите во 15 години пример. Дајме секоја шанса да успее да биде колку што може добар. Тоа не е работа сега. Регистрираш, ќе си платиш, иди информацијата кај нас, ние ќе те клајме во тим, си играш фудбал. Родители не смеа на игралиште, затоа имаме тренери, тренерите ќе ги тренира децата. Родител дојди, седи, гледај, уживај. Имаме скоро 700 регистрирани фудбалери и клубот е пример голем клуб со пример во лигава со други екипи што се. Ние сме од едните од најголемите. Кажи ми отприлика кога е формиран фудбалскиот клуб Илинден во Сиднеј? Илинден е формиран во 1969 година. Сега кој како, то има многу луѓе секако кажува, ама во 69 година се направи клубот, се формира и јас сум ко дете роден со татко што поможуваше во тој клуб во тоа време, порастен и имам и брат, има играно. Јас, пример, цел живот во овај клуб сум. Помина од најмала возраст, па дури до ден денес остана во клубот. Колку години отприлика нега? Многу години се, скоро, јас сум 55 години, од дете до сега. Ама на мал фудбал, тогаш беше помал клубо, јас играв за други клубови во Јуф, што се вели, ама пак со родители, со брат, со татко, пак сум бил во Рокдал. Рокдал е во крвта. Од каде идејата за македонски клуб тука во Рокдал? Мислам, идејата можда беше тие што беа во тоа време нашите, тие се берја вака ко на пикници, ко си игра фудбал по селата, по ова, по онае, па имаше можда подобри фудбалери и сака да има клуб и фала многу за тие луѓе што го формира клубот, дека овој клубот е пак тие го почнам можда на мал начин, ама клубот дојде на голем начин. И клубов е тука за секој тој македонец што е во ова место во Сајд Џорџ, да има едно дете да овај клуб треба уште да е отворен да работа за тоа, за македонците, за младите. Да. Мило на македонците сигурно да играт за македонски фудбалски клуб. Да, и го имаме тоа и за мене тоа е најважно. Имаме да се речи наш клуб, кај што може нашите деца да игра. Сега имаме и за подобрите и за тие што сака да игра за кеф, имаме за секој. И тоа е добро што имаме тоа. Многу луѓе нема, многу луѓе имам пример синјерите, немам зборувано за синјерите, тие се други, тие се во Нов Южен Вејлс, ко голема лига. Тие се NPL футбол, тие се во футбал Нов Южен Вејлс. Ние сме Рокдал Илинден Джуниори, ние сме во Сајд Џорџ Асоцијашн. И сега за тука сите ова е поќе за нашите тие што сака да игра фудбал. Па сега наша работа има некои што се покажа за фудбалери, што се малце подобри и сега наша работа е да ги одбереме тие деца и да ги пуштиме во синјерите, така ги викаме синјерс. Таму и сега да продолжа со фудбалот. Некој има талент, некој сака за кеф да игра. И имаме за секој, за тој што има талент и тој што сака да игра за кеф. Затоа има екипи Advent што се вика, тие се за подобрите. Имаме B за меѓу подобрите, меѓу тие што се за кеф. Сега имаме и си, имаме за секој. Дали знаеш да играш, дали не знаеш да играш, секој примаме. Значи, според можностите на детето имате вие посебни групи? Да, имаме посебни групи и ги клаваме во тие групи. Сега, кој што ти велам, ние нема за тука, за во џуниорите, ти само требаш да се регистрираш, ош на линија да се регистрираш и ние ќе ти најме клуб за
како да ти речам биде за соодветен на квалитетот да, на детето. на детето, да. Значи во вашата група има За секој За има секој има и место, има екипа за секој. Значи кажете му на родителите дека секој е добре дојден и да ги донеси Да, децата то обавезно, секој е добре дојден, секој може да дојде слободно да се регистрира. Имаме што се вика грајдинг, то грајдинг е сега ние ќе дојде да си игра дачината и сега кога ние гледаме сега добро тоа талент има, то за кеф сака да игра, има друштво, има другари од училиште. Тие ќе си сада во тој тим, ови подобрите ќе пробаме да му дајме се што треба да Шанси да му се даде. да успее како фудбалер, се што треба ќе му дајме, Одлично, Да. одлично. Моментално сме декември. За луѓето исто кои ги интересира, кажи Да. ми кога се уписите и кога може да ги донесат дечината на, да кажам, на Да, на проба. сега ко од октомври што помина почнате со PDP. То PDP е Player Development Program. Тие се ко подобните Events лига игра. Сега тие ги одбравме тимоите, тие се од 8 години до 12, 8, 9, 10, 11, 12. Ова секоја година се Да. случува. И тие имаме ко проби, ко trials, Сега најдобрите ќе ги одбериме и ги клаваме во екипа. Сега за другиве што сака да игра фудбал за кеф или ги интересира, во 7 јануари отвора тоа регистрација, ода онлайн, регистрација, то и кај нас информациите и да тука ние ги клаваме во тим. Кај може да видат секоја информација? Имате некои кои се активни на социјалните мрежи, на И- Инстаграм, на кој може да се види? имаме Или и- баш на 7 јануари? се? Имаме Инстаграм, имаме Фајсбук клубо, се информации се кажува на тоа, ама ова Football Association што е регистрација отворува на 7 јануари. Сега тоа не е само за нас, за секој што се клубојде. И лесна работа. Одиш на Play Football, регистрираш, ќе си платиш, иди информацијата кај нас, ние ќе те клајме во тим, си играш фудбал. Секој примаме, не одбиваме никој и ќе направиме екипа, ќе најме некој чаре, секој дете да игра. Тоа е најважно за нас. Секој што сака да игра фудбал. Кажува дека има 700 регистрирани. Има, да, и Тоа да. е голема бројка. Голема, голем клуб сте спрема во St. George Football, голема група сте. Има успевате и да- поголеми и помали. Има и Анклиф, има големо и Forest Rangers, има многу клубови што има појќе од нас. Ние пак сме 700 не се лоши, голема бројка, ја. Како успевате да менаџирате толку Многу тешка регистрирани работа играчи, е. 700 луѓе, да. Не е лесно, ама мора да се прави. Со кеф и со Да, волја. да, некако ќе му најме чаре и секој да тренира, секој да игра, не е лесно, едно игралиште имаме, кој што знаеш, а таа е најтешка работа во клубот. Значи ова моментално ви е помошното игралиште, а главното игралиште ви е другата страна. Да, ова е за джуниорите, Memorial, главното онде што е Илиден Споцена, тоа е за главните, да За речеме. главните. Дали имало порано некој детенце што било продукт на Илинден и прераснало во голем фудбалер? Дали има такви примери? Да, има. Можда не многу, колку што сакаме да има, ама имало и има бидено тоа неколку луѓе, неколку фудбалери. И ние се трудиме стално тоа да го правиме. Тоа ние, знаеш, сакаме до тоа да стигнеме, да има наши дачина да почне од 6 години да игра за првите во 15 години време. Да одат наред. Тешка работа. Па не е лесно. Не е лесна Ја работа, треба да кажам, тешка работа, ама тоа е плано, тоа сакаме тоа да се стори, и имало неколку и немало. Сега фудбал е тешка работа, секој сонмаме да сме фудбалери, да играме во Европа, ова тоа не е лесна работа. Од сите джуниорите, знаеш, едно, две да успее тоа да го стори, е голем успех, да. Голем успех. Јас верувам дека ние како македонци ќе ни биде мило Да. имаме наше дете да дури Да. да биде репрезентативец на Австралија. Дури Да биде тоа, јас кевојче сум, да потекнува од Илинден и Да. да дојди до национален тим. Да, и потаму, Дури натаму. Да, и тоа е за мене најголем радост,
Сега, колку што можеме, ќе работаме да име секоја шанса да успее да биде колку што може добар. Тоа не е работа сега. Ако е жешко, треба да гледаме humidity, ако е 35, треба да има поредовно да заставаме за вода, тоа е многу важно, дечината, знаеш, да идат тука саиф, да се саиф, да си одат дома со родителите, тоа е многу важно, И ние се што можеме правиме за децата да нема проблем со децата. Има многу луѓе кои гледат кои не се во Австралија и не знаат колку е жешко во Австралија. Во денес е жешко. Денеска е жешок ден, многу. Са што правиме, го гледаме колку е, пример, еве кога денеска почнуваме порано, пред да стигне жешко, уште не е стигнат, уште сне 11. Почнавме во 9, 10 пат завршваме, уште не е толку топло. Затоа не тренираме во 1 сат, 12 сат. Вчера имавме откажано тренинг во 5 сат. Да, дека жешко е, то во Австралија знаеш, топло е, сега во тие кондиции не смееш да тренираш, да не дај Господ нешто да се стори на детето сега што правиме, Точно. И тоа е поважно од фудбал, од се, Здравието на децата е поважно од се. Нешто врска со тренерите. Кажи ми колку тренери располагате во фудбалскиот клуб Илинден, како ги одбирате, да кажам, кои се критериумите и кои тренери ги тренираат марите джуниорите? Има категории, има пример 6-7 години се по 4 на терено што игра на времето, сега тие родители клаваме ко тренер. Тешко да најдеш некој тренер што не е родител на тие години. За PDP од 8 до 12 бараме да клајме тренери што не се родители, понекогаш тешко е кај клајме родител, ама пробаме да најме некој што не е родител, што има диплома за тренинг, што разбира за тренинг, пробаме да му дајме се што треба, пак да биде најдобар кој што може да биде. За другите джуниорите исто. За тие екипи, кои велам екипи, тие се ко advance, бараме стално од надвор тренинг, некој што не е родител, ама кој што ти велам не е лесно, тешко е, понекогаш мора да се клај родител, нема друг, ама бараме тој родител, барем некој што има играно и го знаеме ко фудбалер. Да. И да кажам за тоа, и то имавме, знаеш, почнавме, како да ти кажам, ние пред 6 години ова управа што почнавме, додовме тука клубо, не беше во лошо место, не беше во добро место. И сега мислам во последниве 6 години. Која смисла клубо беше во лошо место? Не беше во лошо, ама не беше во пример. Тие што работеа пред нас не беа многу луѓе, еден човек, два луѓе поќе работаат 700 деца, не е лесно. Сега имаме поќе луѓе, имаме председател Пита Дончевски, имаме Звонко Миленковски, Филип Стоџановски. Луѓе поќе што работаа, што помоќва, полесно е. И сега затоа клубо малце се хрена овие джуниорите. Во времето пред да дојме, пример, Advance Лига, еден тим доби куп во 20 години. Ова пошлава година сега не кладени во фудбал Сан Џорџ, пример, Club Championship. Најдобри во цела асоцијација за добивање. Најпоќе финали, најпоќе семифинале. Најдобрите во 2025 година во Сан Џорџ. И сега тоа е, луѓе има работано. Тоа е работа кој што гледаш стално, има некој голој носа, топки пумпира, дресој, пера, некој тренира, не е само еден човек, не е двајца, многу луѓе има поможвано и го направи овај клуб што е денеска. Јас сум многу малце време овде во овај клуб и понашо гледам, мислам многу добро се работи. Тоа е мое лично мислење, а се надевам дека истото ви велат и другите родители. Се надевам дека се задоволни. Па многу ми е мило што слушнав така што рече и за тоа работаме,
да се радува луѓето, да се весели со што правиме и што правиме за децата и за фудбалот и за клубот и за народот. Не е само за фудбал. Ова е за пример за нашите што се во Роктал ерија, да има каде што да игра, да се запознава. Не е само фудбал. Сега син ти игра во Under 9, тој ќе направи другари за цел живот. И тоа е многу важно нешто. Ќе те прашав наредно, освен удирањето на топката, што друго се добива со тренирање фудбал? Значи, кога што кажа другарство, другарство, па македонска седница, да, и физикултура, кога знаеш не се дома на компјутери, на iPad, на игри, излегва во природа, трча, игра, не е лошо, добро е тоа. Тоа е многу битно. Да. Тоа е многу битно. И освен топката се и други. Да, и излезени се. Сега децава многу не е кој едно време ние по парковите. Сега дома сите компјутери, чипси, Кока-кола, барем излегва, трча, вежба, нешто ќе се науча, друштво ќе си направи, има другари за живот, многу добро. Дали сакаш да му препорачаш нешто на родителите? Кој родител знам се сите, знаеш, се интересира, мисла, зна, сака да кажува, ама кога дојдат тука на игралиште само децата. Родители не смеа на игралиште, затоа имаме тренери, тренерите ќе ги тренира децата. Родител дојди, седи, гледај, уживај. Остај го тренерот да ги тренира, остај децата да се игра и кога заврши тренирано, што сакате правите. Ојте дома, што знаете правите. Ама на теренот тренерот е газда, како што ќе речи тој и мислам знаеме што правиме. Некој мисли знаит, ама ко тренер јас му велам надесно, родителот му вели налево. Сега детето се чуди, не знае нили налево, нили надесно. Тоа е. Конфузија кај деца. Да. Нека си тренира тренерите, родителите, нека си седа настрана, биди родител и биди весел што е детето наоколу, што се игра, што се учи фудбал и што не е дома и на компјутер и на игра нешто. И можда еден ден ќе порасне и фудбалер и ќе го гледаме во главниот стадион и ќе се веселиме, да дај Боже. Дај Боже, ќе бидиш среќа за сите нас. Кој ќе дојди детето за да игра, за да види родителот напредок, прогрес, дали зема неколку недели, дали зема неколку месеци или се работи за подолг период? Секој е различен. Некој одма се гледа овај фудбалер е, некој се гледа можда ќе биде, му треба ова и тешко е на дека пример некој е звезда на 8 години кој што има гледано во историјата на фудбалот, дека е добар на 8, не е тоа сигурно дека ќе биде добар на 16. Значи се менва Да, и децава се деца, некој побрзо расти, некој е поголем. На 8 години има дете олка, има едно вака, ова големо, ова ќе го турне гол. Браво! Ама ова ќе порасни. Ова техника нема, ова се учи техника. Да, после 10 години, кој знае што ќе биде? Никој не знае. Нема ништо гаранција во фудбалот, Ти кажам, немате задржувам уште многу време, пошто денеска е 40 степени овде во Сиднеј. Ова ти многу што го оддели времето да видиш мој гости на каналот Австралиски живот. И се надам дека ќе испратиме и добра јасна порека до сите родители овде кои сакаат да ги донесат нивните деца да играат фудбал, работат прекрасни луѓе, добри тренери, луѓе кои помагаат, поучувајќи мојата маленкост од неодамна, па се надам дека ќе се видите тука со Стифи, со неговата екипа овде во конкретно помошното игралиште на ФК Линден во Брајтон во Сиднеј. Да. Фала многу, Радко. Секој е тука по енглески welcome да дојде за сите македонците и нема врска дали знае, дали не знае да игра, и имаме екипа за секој. Фала ти ушеднаш. Да.